Не е доволно доколку неодамна сте направиле технички преглед. Некои работи таму не се проверуваат. Ако пак тоа било пред повеќе месеци, прво на што треба да се обрати внимание се безбедносните системи на возилото. Тука нема никакви компромиси. Сопирачките и системот за управување треба да ги провери стручњак, а светлата и бришачите можете и сами. Доколку плочките на сопирачките се истрошени или блиску до тоа, веднаш заменете ги, посебно ако влечете приколка. Возењето со неа на долги надолнини значително ги оптоварува сопирачките и ако плочките немаат доволна дебелина, тие брзо ќе прегреат. Треба да знаете и дека глицеринот има рок на траење, без разлика на поминатата километража. Имено тој има својство да ја впива влагата од атмосферата, заради што со текот на времето ги губи своите карактеристики. Затоа, ако сте го замениле пред околу 2 години, сега е време повторно да го сторите тоа. Тркалата треба да се центрираат и балансираат, а пневматиците добро да се проверат. Ако треба да ги менувате, направете го тоа неколку стотина километри пред да тргнете на пат. Притисокот во нив треба да биде максималниот препорачан, колку и да ви изгледа возењето тврдо. Доколку притисокот не е на доволно ниво, тие немаат правилно да налегнуваат на патот и возилото ќе се однесува нестабилно. Плюс на тоа, инерцијалната сила при возењето со поголеми брзини ги истегнува пневматиците и тие повеќе се загреваат. Со тоа полесно се подложни на дефекти, заради што не смеете да заборавите ниту на резервното тркало. Не би сакале да дознаете дека нешто не е во ред со него откако на врелиот асфалт ќе го испразните целиот багажник. Ако тоа е со помали димензии, возете со него само до првиот вулканизерски сервис и тоа со брзина до 80 км на час или помала. Моторот може и сами да го проверите, но ние ви препорачуваме да отидете во сервис. Доколку се ближи време за замена на маслото, сторете го тоа. Долгите патувања повеќе го оптоваруваат моторот и доколку маслото е истрошено, разликувате скапи дефекти. Со него секогаш менувајте ги и филтрите, како за масло, така и оној за воздух. Фрлете поглед на маслото за сервоуправувачот и на акумулаторот, бидејќи тој знае да откаже и среде лето. Посебно битен е антифризот, бидејќи спротивно на она што мислите, тој освен од замрзнувањето штити и од прегревање. Затоа, ако неговото ниво е ниско, не е доволно само да дотурите вода. Со тоа, тој се разречува и ги губи својствата. Доколку имате понов автомобил со дизел мотор, проверете го и филтерот за цврсти честички, посебно ако возите главно во град. Постојат два суштински различни начини на негово чистење – пасивно и активно. Пасивното се случува автоматски за време на возењето, но само на подолги релации. Од таа причина, пред патување треба да се направи активно чистење на филтерот за цврсти честички. Тоа уште се вика и регенеративно, бидејќи се изведува со посебна дијагностичка програма, заради што треба да се посети овластен сервис. Доколку пак филтерот е затнат, тој направо мора да се демонтира и третира со посебен адитив за чистење, на кој му е потребно некое време да почне да делува. Накратко, овој процес може да ве остави без автомобил најмалку 1 ден. Клима уредот сигурно ќе го проверите. По правило, тој треба да се контролира на секои 2 години, без оглед што ви се чини дека добро работи. Доколку откаже, бидете сигурни дека тоа ќе се случи кога надворе најжешко. Не заборавајте да ги изчистите отворите за воздухот под каубата. Таму знае се и се што да се насобере, со што се спречува дотокот на свеж воздух во кабината. Проверете ја и задолжителната опрема, посебно сајлата за влечење, дигалката, комплет од клучеви, како и резервните сијадички и осигурувачи. Овие работи не се носат во возилото само затоа што прописите тоа го бараат. За крај, исчистете го добро автомобилот и исфрлете ги од него сите непотребни работи што ви останале. Синџирите за снег, на пример.